И време е за првиот разговор во студиото и првото добро утро со нашата гостинка. Ќе зборуваме за една манифестација која што се одржува на 11 октомври во сабота, организација од страна на Сдруженијето Поречка матица. Станува збор за најновото издание на Поречки фармер 2025 година. Ајде, добро утро ќе кажеме на нашата гостинка Дијана Богоевска, со која што ќе ги секако откриеме деталите за оваа манифестација. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата. Навистина ми представува чест и гордост да можам да ги представам убавините и природата и производите што ги нудиме на нашиот поречки фармер од нашиот предел Пореч. Само да прашам за почеток, потеклото од каде е? Од кој место? Од Демир Хисар? Да. Добро. А по врската со Поречки фармер или имаме релација? Имаме релација со Поречието? тука. Добро, и да. близко е тука Демир Хисар Пореч. Да. Добро, Симона повеќе. Добро утро, Дијана, и од мене официјално. Веќе на самиот почеток почна да ни откриваш неколку детали, меѓутоа, еве, што е она што ве поттикна да создадете манифестација Поречки фармер и каква е незината главна цел? Значи, најпрво сакам да им долувам на гледачите за поречието. Значи, ова е трет поголемина реон во нашава држава и е составен од 54 села, кое секој со своите убавини, со своите производи. За жал, не е толку познати на потрошувачите. Идејата беше порано, нели, имало повеќе манифестации, посебно се представувале пчелари, посебно сточари, посебно се представувале земјоделците, па пред 6 години се добила идејата за оваа манифестација да стане, нели, сите заедно да се соберат и заедно на потрошувачите да им ги долуват убавините што ги нуди поречието. Значи, тука имаме прекрасна храна, прекрасни предели што може да се посетат, така да... Се изобилство од многу работи. Какви производи и активности ќе може да видат и вкусат посетителите на манифестацијата оваа година? Значи, на оваа манифестација, како што кажав, имаме првично пчелни производи, имаме костенов мед, костени, имаме производи од козје потекло. Само да кажеме дека костеновиот мед е еден од препознатливите знаци за поречието, тоа да го потенцираме. Може да се најде убав и квалитетен костенов мед. Чинам дека тоа Тоа е, за сите е познато. заштитен знак, мислам дека е. Костените, мислам дека и нема некој кој што не пробал поречки костени. Јас не сум пробала, се надевам дека има во Мислиш дека не си пробала, сигурно на пазар имаш купено, ако имаш јадено костени до сега во животот. Ретко јадам, затоа мислам дека... Се сеќаваш на најубавите кога си ги пробала? Тие биле сигурно од Пореч. Так, претпоставувам. Плюс при Лепчанка ние сигурно има пробано поречки костен, близко е тука при Лепчанка. Добро, селата во Пореч опфаќаат и дел од Прилепскиот регион. Така. А можеби не знае. Да. Ретко јадам костени во мојот двор. Секој ден учиме нешто ново, нели? Да. Така. Споменавме дека Поречкиот регион, нели, е богат со природни и културни убавини. Кои би ги издвоиле како најкарактеристични и највредни за посет? Значи, во Поречкиот регион имаме најразлична клима. Прво ќе почнам со тоа, што интересно е што дури имаме и речиси тропска клима во овој дел. Селата што се покрај езерото Козјак, ретко дури таму паѓа снег. Карактеристично за таму е што имаме дури и дива маслина. Од културни обележја и природни обележја, тука ги имаме пештерата Пешна како најпозната, нели, туристичка атракција. Се верува дека пештерата Пешна е на влезот на пештерата има еден објект што стои таму. Се верува дека Крали Марко за својата сестра Пеша, пошто ја носи името на пештерата, изградил таму куќа каде што таа ќе живее. Додека од другата страна може да се види преку реката Треска, на ридот баш од Пешна што се гледа, се наоѓаат девини кули. Се верува според преданијата дека Крали Марко таму изградил објект, куќа, замок да го наречам, за својата сестра Дева. Освен тоа, таму имаме, значи во Порече може да се видат и Слатинските водопади. Специфично е што во селото Слатина имаме и солен извор, значи солена вода извира од таму.
порано локалните жители и дури од пошироко, не само од околните села, оделе да си наполнат од солената вода за да можат да замесат дома лепче со што ќе е солено. Освен тоа имаме и кози фарми, значи имаме прекрасно козио сирење, козио млеко можат да најдат посетителите во овај крај. Освен тоа тука имаме и среќна фарма, каде што може да набавиме органски јајца, нели од среќни кокошки. Имаме и гастрономски, да речем, уживања. Тука се локалните ресторани што изобилуваат со риба, рибни ресторани. Тука ни е Беличката пастрамка, што може да ја вкусиме во ресторанот Чифлик во Белица, која е одгледувана на една од најчистите реки во Македонија, што нели се повеќе се реткост, Беличка река. Така да имаме од се по нешто да се види, имаме планинарски патеки што доправа нели треба да се развиваат и да се развива тој планински туризам. Тука се, да речем, може да се посетат во јуни и во јули костеновите насади, костеновите дрвја. Во тој период цвета костенот и мислам дека не може да се долови со зборови таа прекрасна арома што се шири во тој период. На секој би му препорачала да оди да ужива во тоа. Да, сето ова навистина звучи и изгледа прекрасно. Имавме можност да погледнеме и дел од фотографиите, меѓутоа со какви предизвици се соочува поречието денеска и во однос на инфраструктурата, меѓутоа и во однос на пристапноста до регионот? Значи, поречкиот регион е оддалечен околу некои си 70-80 километри од главниот град, што е нели навистина мала километража. Меѓутоа тука и имаме еден проблем, затоа што овој пат е преку живописниот јасен, кој за жал нели ова лето беше опожарен. Меѓутоа тука е со временски ограничување поради тоа што патот е тесен. Па така да жителите на ова подрачје најчесто врват по 200 километри, да не речам, поминувајќи преку Кичево и Стража за да стигнат до главниот град. Доколку овој проблем би се решил, би се проширил патот и се укинат тие нели временски забрани што се, би се развил прво локалниот нели рурален туризам, а и би се олеснила многу пристапноста до болници, работа на луѓето од поречието. Друг проблем со кој се соочуваат луѓето, да речам од планинските села најчесто, е тоа што има доста одрони по патиштата кои не се санирани. Имавме ситуација каде што имаше одрон на патот, се уште постои одрон на патот во планините уште од пролета и се уште не е саниран тој проблем. Ова го кажувам за да испратам еден апел до надлежните за да заедно да ги надминеме овие проблеми. Летово имавме многу пожари, би требало да има пристап противпожарно возило за да стигне, не дај Боже да се случи нешто. Во тие села живеат многу повозрасно население, што најчесто би имало потреба од болничко возило или некаква помош, би сакале доколку е можно што побрзо да се средат тие проблеми. Освен ова, имаме и проблем со одржувањето на покрај патот вегетацијата, што е ненавремено косење и отстранување на гранките, сечење, меѓутоа се надевам дека сето ова ќе го надминеме заедно после овој апел. Како локалните жители и младите семејства гледаат на можноста да се вратат и да живеат во селата? Има интерес или бидејќи за овие работи, инфраструктура и слично со децении се зборува, никој не има да со мал прст? Да бидеме реални, да бидеме искрени, конкретно за патот. Не знам и колку овој апел би дошол до институциите брзо, но колку се тоа ги одвраќа, знаеме дека поречието се празни. Има ли некои примери кога млади семејства доаѓаат да живеат во селата? Значи желба има, затоа што мислам дека во последно време како што стана и в Скопје центар на се, брзиот живот, мислам дека ги тера луѓето да се враќаат во помалите места, меѓутоа имаше сега и проекти што беа за млади семејства, подпомогнати од државата. Имаме и ИПАРД фондови и различни други стимулации за развој на руралниот туризам, меѓутоа мислам дека се додека не се средат овие
ситни проблеми, мислам дека луѓето се уште ќе бидат на стендбај за оваа работа. Така. Која е вашата порака до сите што можеби досега немале можност да го посетат поречкиот регион, а секако и манифестацијата Поречки фармер? Значи, би сакала да ги поканам сите да дојдат на 11 во сабота, да се дружиме, да се запознаат со локалните производители, да ја вкусат нивната храна, да остварат еден контакт. Значи, ова храна што ја произведуваат и овие производи се одгледувани на чист воздух, на плодна почва, наводнувани се од планински извори, значи вода што доаѓа директно од планините, што е чиста и се одгледувани со многу љубов. Значи, мислам дека тоа е еден од клучните моменти, без пестициди, без некои додатоци што нели секојдневно ги гледаме на нашите пазари такви производи. Така да мислам дека може да се оствари еден контакт со локалните производители, да се ужива во добрата храна, затоа што тука ќе имаме и домашно приготвени јадење што може да се дегустираат, различни пити со прас, со јаболка, тури потпечи ѓомлезе што го знаеме сите. Така да ќе има и многу музика, да се доближи народот нели до традицијата и да продолжиме да го шириме нели гласот на Пореч. Каде ќе се одржува во Самоков? Во Самоков, во самото село, со почеток од 10 часот ќе биде. Наставно па до вечерните часови. Да, така, во сабот, 11 октомври. И за крај, кошничката, јас те нареков црвенка, па како да ни се враќаш од кај, како да одиш кон бабичката на гости. Што ни донесе црвенка поутро? Се надевам дека волкот нема да ме пресретне. Па, ако ние личиме на волци, добро. Тука имам костенчиња донесов. Ова се домашно изработени. Извади ги костенчиња за да ги видиме слободно, ете така, чисто, да. Еве вака. Ете како изгледаат убави. Ова се поречки костенчињата. Имаме домашен врган, саламурен. Супер. Тука имаме и сируп од млади оревчиња со мед, особено погоден за овој период за деца над 1 година препорачан. За периодов на кашлици што следува многу помага при искашлувањето. Исто така за намалена функција на тироидната жлезда, затоа што во својот состав содржи имаме мед. Мед, супер, различни. Костенов мед. Костенов имаме, така имаме ливадски можеби? Да, не костенов, не, само специфичен е. Сите се костенов. Костеновиот и чај набран од локалните планини. Да, и за чајот можам да кажам дека е навистина прекрасен и јас си берам таму. Ова е со вкус на лимон. Значи баш убав посебен вкус има дефинитивно. Благодариме за гостувањето, Дијана. Фала ви на вас, уште еднаш да ги поканам гледачите да ни се придружат во сабота и заедно да уживаме во убавата природа и во чистиот воздух. Самоков, 10 часот, сабота, 11 октомври. Симона, ако те води патот кон Прилеп, викендот ете може да одиш до Поречието и да вкусиш нешто. Да. Секако се она што ни кажа нашата Дијана утрово е многу примамливо и би требало секој кој што има барем малку време да посвети внимание и на тоа и да ги поддржиме сите наши манифестации кои што ни се случуваат локално. Меѓутоа, ние продолжуваме и понатаму.